Министерството за здравство по принципот не секој може да биде директор го направи макотрпен патот до менаџерското место на јавна здравствена установа. Кандидатите за директори на јавни здравствени установи пред тежок испит за таквата функција. Секој кандидат кој сака да застане на челното место на здравствената установа ќе треба да полага тестови поделени во 4 модули. Тестовите се задолжителни и истите треба да се положат во рок од 6 месеци. Полагањето на модулите по прв пат чини 6000 денари, а ако не се положи барем еден модул во предвидениот рок, ќе мора да се преполагаат сите по цена од 16.000 денари. Освен полагањето, одредени се и влезни критериуми. Првиот критериум е просек од завршени академски универзитетски студии од прв циклус и овој критериум носи 15 бода. Вториот е познавање на англиски јазик со приложување на конкретни потврди за TOEFL, IELTS и други потврди, доколку кандидатот завршил постдипломски или докторски студии во странство, тогаш само доставување на дипломата со која што се потврдува дека се стекнал со втори или трет циклус на едукација во странство. Овој критериум исто така носи 15 бода. Завршени академски универзитетски студии од втор циклус, после дипломски студии, ова е критериум кој што носи исто така 15 бода. Завршени академски универзитетски студии од трет циклус или докторски студии, ова е критериум кој што носи 25 бода. И интересно рангирање на универзитетот на кој кандидатот ги завршил своите додипломски, постдипломски или докторски студии, и тоа, тука има два подкритериуми. Доколку завршил на некој од домашните универзитети, тоа се зима националното рангирање кое што се прави согласно Законот за високо образование, го спроведува Министерството за образование и наука. Литературата потребна за полагањето е од стручните книги преведени во големиот проект на владата по кој се учи на најреномираните универзитети ширум светот. Кандидатите најнапред ќе слушаат обуки од реномирани експерти пошто ќе следува полагањето. По полагањето кандидатот треба да помине и едукација за јавни набавки во Бирото за јавни набавки. Со оваквиот начин на одредување на менаџер на јавна здравствена установа, Тодоров смета дека ќе се спроведе заштита од партизација и од волонтеризам.